Како што најавивме, директно од Окаиди дојдовме сега со Дада Ади овде као градски трговски центар во продавницата на Geox. И Geox е еден од брендовите кои што ги застапува вашата фирма, а се вика Fashion Group, така беше? Да. Ова е продавницата на Geox која што се наоѓа на првиот спрат на градски трговски центар и таа е една од продавниците, тоа е еден од брендовите кои што нашата компанија Fashion Group ги застапува на овој пазар во Македонија. Дали Geox имаат детски производи? Да, поради тоа што Geox има артикли, односно производи кои што се во интерес на детската мода, затоа и ве донесовме овдека. Да ги видиме најубавите и најдобрите детски чевлички, така ли беше? Интересантно е многу приказнато околу Geox, посебно околу детските обувки. Внатре ќе го имате домакинот, значи кој што ќе ве пречека. Кој ќе ве пречека внатре? Знаете. Чичко кој? Мишка. Што ќе му кажеме на Чичко Мишко? Чичко Мишко, здраво, така, здраво, Чичко Мишко. Чичко Мишко ќе ви ја раскаже приказната околу Geox и она што вас ве интересира у Geox, а тоа е обувките на Geox. Така, ако е добар може и ќе го изгушкаме на крај, така? Да, и ќе го бациме. Да, Мишо, одиме ли сега да го видиме Чичко Мишо, да? Одиме во Geox, 3-4 влегуваме, 3-4, одиме во Geox. Еве не, драги гледачи, со супер звездите дојдовме и влеговме во продавницата на Geox и како што се договоривме, што ќе кажеме за почеток 3-4? Браво, Чичко Мишо! Здраво за Чичко или Батко Мишо, добре ни дојде во супер звезда. Мишо, како си? Супер, ви. Еве, одлично, супер, дојдовме да видиме, значи, што имате ви овде во Geox. Чувме дека најдобрите чевлички за дечиња се продаваат овде. Дали е тоа точно? Точно. Чувме дека освен тоа што Geox има чевлички, имало и некој специјален јунак за децата. Да, тој е магичниот Geox, може да покаже камерата. А да го видиме магичниот Geox, тој е овде што го гледаме, значи со бела фризура и со еш што има на рамото, тој ли е тој? Да, тој е магичниот Geox. Оној јунак кој што децата не само што го сакаат, напросто го обожаваат, значи тоа е тоа. Сега, Мишо, од кога работиш ти овде во Geox? Па веќе година дена. И како ти се допаѓа овде? Па убаво. Од кога го имаме брендот Geox на македонскиот пазар? Па веќе 2 години е тука на македонскиот пазар. Брендот Geox и убаво се пробива како. Значи, да кажеме, веќе во старт дека станува збор за еден многу квалитетен и многу сериозен бренд. Да, тој е со интернационален патент, италијански бренд, кој е распространет низ целиот свет, низ 68 држави, има отворено околу 823 продавници, што продаваат само Geox и над 10.000 што се продава со некои други брендови. Значи, овој бренд Geox е италијански и ова се италијански производи? Да, италијански производи, италијански бренд е. И патентиран со тоа што им дише нели чевличето. Тоа ќе го објасниме, значи малку подоцна, имаат Geox еден специјален и многу интересен патент, драги гледачи, кој што не може да дозволи, значи, да се испотат ноџињата, него има систем по кој што тие дишат, но Мишо тоа ќе ни го објасни малку подоцна. Сега сакам во почетокот да те прашам следново. Дали Geox има само за деца, значи чевлички, или прави за возрастни? Нормално има и за возрасти, за женскиот, за машкиот пол, има и нормално јакнички кои што исто така дишат, има и за дечиња и за повозрастни. И јакни, значи, не е само чевлички. Да, и јакни кои што дишат. Значи, за разлика од она што го видовме во Окаиди, каде што можевме да се облекуваме само ние маличките кои што имаме до 14 години, драги гледачи, овдека во Geox е место каде што може да дојдат, значи, и децата, но може да дојдат и мама, тато, баба, дедо. Доаѓаат ли фамилиарно? Да, доаѓаат фамилиарно тука. А доаѓаат ли вака дечиња и купуваат ли овде од моделите кои што ги имате? Да, со родителите, да, доаѓаат и купуваат, зашто пак слушнале веќе за брендот, нормално со емисијата и повеќе дечиња ќе дознаат за брендот и се надевам дека ќе дојдат и ќе им купат тато и мама. Еве се ближат новогодишните празници, па еден повод. Еден повод за излегување и одење во шопинг, драги гледачи. Добро, да направиме мала пауза, потоа да се вратиме овде и да видиме, да ги презентираме сите овие чевлички, за какви чевлички станува збор и кој е тој италијански квалитет кој во моментов треба да се потенцира. Значи, Geox не е било каква марка, Geox е светска марка, за прв пат донесена, патентирана, за прв пат донесена овде, така? Така е, така. Значи, имаме шанса во следните минути да видиме за какво чудо станува збор и какво чудо во суштина е ова чудо кое што се вика Geox.
Еве сме сега со суперзоите во продавницата на Geox, наоружани со милион прашања. Мишо, спремен да одговараш на сите едно по едно? Сигурно дека сум спремен. Елеонора е таа прва која ќе постои прашање. Злато, како беше твоето прашање? Добар ден, јас сум Елеонора, сакам да прашам од кога постои фирмата Geox. Од кога постои значи фирмата Geox? Кажавме дека е 2 години во Македонија, но Geox како Geox на светско ниво. Од кога постои, Мишо? Фирмата постои од 95 година и потоа се проширила низ целиот свет. Значи Geox и не е така релативно нова фирма како што може да се каже, веќе некои 13 години ја имаме на пазар. Да, само е нова кај нас 2 години. 2 години е како што ја имаме во Македонија, што е и привилегија. Да видам следното прашање ќе го постави кој друг ако не е оваа женска овде. Повели, Злато, кој е твоето прашање? Како е можно чевлите да дишат? Браво бе, Злато мое. Стварно, драги гледачи, еве тоа гледаме во сите реклами, вика чевлички што дишат. Они вистински дишат, вака како ги слушнеме прават. Или што прават? Нормално дека не прават така, туку тоа може да се види од сликата. Значи овде имаме пример со сликата. Ова е таа слика на која што е објаснен примерот. Значи тука е магичниот Geox кој го држи чевличето кое што дише. Чевличето е составено од гумениот гион и од водоотпорната мембрана, која не ја дозволува, гледате тука од примерот, на водата да навлезе внатре во чевличето, а нормално пота е покажана како излага, како не ви се поти ноѓето на дечињата. Значи може да циркулира воздухот, потоа излегува, а не може од надвор доколку поминеме низ некое вирче или ако е влажно, вода не влегува? Не влегува вода. Сите чевлички овие на Geox овде како го имаат тоа? Сите го имаат тоа. Еве да видиме на пример оваа чевличка овдека, а еве го, драги гледачи, тварно за каков систем станува збор. Еве ги трие микропори кои што не дозволуваат вода да влезе внатре, а дозволуваат чевличката да диши. Здраво, јас сум Аполонија, сакам да прашам кога ќе се згазне во вир дали ќе влезе вода. Ајде сега да видиме, значи еве вака во вирче ако згазнеме ќе влезе вода. Нормално дека нема да влезе, но ако не е водоотпорен, патиката ќе влезе. Но имаме ние и водоотпорни кои што за зимскиот период, тоа може да го покажеме. Значи еве специјални зимски чевли за деца. Да, специјални зимски чевли, иако се водоотпорни доле на геонот и исто така се водоотпорни и во горниот дел. Значи со ова може комплетно да згазиме во вода, вода нема да влезе. Да, нормално и во снег, на зимски услови нема да има никаков проблем. Супер. Сега ме интересира какви све колекции на Geox постојат. Постојат едни за момчиња, едни за девојчиња или исти се и за момчиња и за девојчиња? Не, постојат и за девојчиња и за момчиња посебно. Во тие што се за девојчиња преовладуваат боите за девојчиња што се розеви, златни, сребрени. Така, она е значи дизајнот кој што им одговара на девојчињата. А за момчињата нормално има патичиња со фудбал, со Спајдермен, со Бетмен, со Формула. Со јунаците кои тие си ги сакаат. Да, нормално со јунаците кои тие си ги сакаат. Одлично. Сега да видиме. Најмала возраст, значи најмало детенце кој може да ги обуе чевличките на Geox. Која е таа возраст? Најмалата возраст имаме 17-ка, тоа е за бебиња. Леле колку се убави и колку се сладки вие, драги гледачи, зашо поточно станува збор. И плюс една лепенка. Да лесно е да ги ставиме и лесно е да ги извадиме. Леле колку се убави. И они дишат? Исто и тие дишат и исто сите се за дечињата, сите се со лепенки. Да не ги врзуваат дечињата, да не се мачат, тие се сите со лепенки. Со лепенка, они значи бебешкиот дел. Понатака да видиме има едно со срце, ја гледам овде една патика токму над овие за бебиња. Така. Какви патичиња се овие? Овие се женски патичиња, бебешки женски патичиња, зашто има од 21 до 28. Така, ова се тие броеви кои што се веќе за поголеми деца, така? Да, за поголеми, ама пак спаѓаат во групата на бебешки. До 28 спаѓаат во групата за бебешки. Еве научив нешто корисно овде сега од тебе, Мишо, па да знам до 28 да памтам дека се бебешки. Нормално. Носи некој овде 28? Нема, па немаме бебења значи тука. Еве на пример овие се многу интересни, многу убави, многу ексклузивни и многу тренди баш во моментов. И овој модел е исто таков, и овој модел, и овој, и овој, и овој, и нема модел кој мене не ми се допаѓа. Сакам да кажам за долниве дека се за поголемата возраст почнуваат од 29-ка, па се до 39-ка. Значи малце за повозрастните има за девојчињата, исто и за момчињата. И за тинејџери дури може, значи они да. се опфатени во оваа групација, така? Да. Значи сите модели се направени да изгледаат и да бидат онака светска класа, нели? Така е.
Браво. А да видиме сега овдека. Во овој дел кажавме дека се наоѓаат зимски чевлички. Какви модели се овие? Овие се мачки чевличиња кои што се водотворни за да не им се натопи чевличото во зимскиот период. Значи они се комплетно водотворни, како што кажавме пред малку, дека не само ѓонот, долната страна, туку и од сите страни драги гледачи се водоотпорни. Со овие, значи може да одиме по риба. Може и на скијање, така ли? Така е, така. Може каде сакаме да одиме и гајле да си немаме. А инаку чевличката е во секој случај една од многу битните работи за децата да бидат здрави, така ли? Нормално, доброто оформување на ноѓето нормално е многу битно за развојот на детата. Апсолутно, и самата температура која што ќе ја направи ногата, ако ни дојде ладно и ако ни е влажно, може да стинеме и да се разболиме, многу доаѓа и од ногата. Така е. Ако е многу ладно, добре ноѓето да има таа температура да им биде топло внатре, за да не се разболат понатаму. Така, затоа мора да носиме добри и убави и анатомски прилагодени чевлички, не само да не биде топло ноќето, него да ни е и убаво газењето и да ни е убаво одењето. Ова се сега чевличките кои што се за момчиња. Еве една бројка, 18-ка, 19-ка, која бројка е ова да видиме? Ова е Овие од 21 до 28 тие чевличиња. А тие се тие бебешките, нели? Да, да. Еве ги да ги видиме, леле колку се ово и колку се мали. Точно може ова ауто на ретровизор да се ги закачиме како играчка. Прекрасни се, драги гледачи, неверојатно колку интересно изгледа. Овие се исто така интересни зашто светкат и на дечињата им се многу интересни и драги. Сакаат да ги носат? Нормално, дека светкат и дека го имаат нивниот јунак на чевличото, тоа е Спајдермен. Како светат да видиме? Со самиот допир на ноѓето на земјата тие светат. На секое газење они светкаат. Супер. Инаку што е битно да се напомене за чевличките Геокс во поглед на она анатомски како одговараат на ногата? Да. Покрај тоа што не им се поти ноѓето, они мора да имаат удобна влошка, а тие се со анатомска влошка која убаво им го оформува ноѓето за понатаму. А која значи помага при оформување на ногата, што сепак е многу битно за да одиме исправно во животот. Нормално, таа анатомска влошка е битна за правилниот развој на ноѓето на самите деца. Штом има анатомска влошка, полесно им се оформува ноѓето како што треба. И се оформува токму онако какво што треба, без аномалии во одењето понатаму. Нормално. Ајде сега да ги видиме останатите овдека модели за момчиња кои што се еве за оние кои што навиваат за Бразил, еве Роналдиньо, еве во каде бил, или за Италија, каде Италија да видам? Еве ги, да, па ова бе италијанските. А овие беа со Спајдермен, така беше? Да, со Спајдермен имаме формула. А кај се формула ги видиме? Овие се формула. Формула 1, еве и за помали, а еве овде долу и за поголеми. Оние кои што сакаат формули, еве ги овде. И ова се формула. Како бе нема број за мене овдека? 42 имате? Не, само до 39. Ту штета како порасна волку голем, за малку ќе си го остварев сонот и ќе се носев чевлички како што цел живот сакав да имам, а кога ја бев мал, вакви пак немаше во тоа време. За жал немало. За жал немаше. Добро, значи ги видовме чевличките, кажавме се што требаше да кажеме, правиме мала пауза, а потоа се враќаме пак во програма, договорено? Договорено. Океј, пауза. Заврши паузата. Повторно се враќаме со супер звездичките овдека во Геокс, каде што имаме прашања. Јана ќе го постави следното прашање. Злато, кое беше твоето прашање, повели? Моето прашање беше за што служи ова. Колку убава работа, каква направа ова, бре, батко Мишо, бре, ова да не некој термометар, нешто за температура или за што служи ова? Не, ова нормално не е термометар, ова е мера за ноđињата. Тие мајки што не знаат кој број ќе носи нивното детенце или брзо им растат на дечињата ноđињата. Да видиме пораснало или не? Да видиме дали е пораснато или не. Тука се мерат ноđињата и се претпоставува кој број носат. Ова се става, претпоставувам на земја, така некако е? Да, се става. И еве сега Елеонора, ајде да пробаме со ноđето твое да ставиме. А мора да се соблече прво? Да, мора да се соблече патиката. И ќе видиме кој е бројче. Нормално. Така, и после одиме и наоѓаме такви кондурчиња, наоѓаме тој модел, таа боја и си пасуваат идеално, нели? Нормално. Супер, добро. Следно прашање има некој да постави? Барбара има прашање?
Барбара Безлатва, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Барбара Поповиќ и јас сакам да прашам зашто кога купив патики имаше во кутијата стрип. Зошто имало стрип, значи во кутијата кога купила патики Барбара? Да, секој месец искачаат нови стрипчиња и така, кој ќе купи детски патики, добиваат по едно стрипче. Таму има нашиот јунак кој им помага на разен начин на сите негови пријатели со помош на магичните геок патики кои што дишат. Тоа се магични патики. Може ли да го прелиставаме малце стрипот да видиме што има внатре? Еве, значи на слоната страна, еве гледачите може да видат дека вистински станува збор за убав, модерен, квалитетен стрип, токму онаков какви што децата сакаат да читаат и дома, а и на училиште. Читате стрипчиња вие? Да. Да, сакате стрипчиња? Еве, стрипот со магичниот Геокс пристигна. Така да, во секој време, секој некој што доаѓа овде и купува чевлички, добива и бесплатен стрип. Така. Супер. Следното прашање ќе постави кој е оваа женска овде што се вика Елеонора. Кај си бе ти? Добра си? Да пукне? Елеонора, кој е твоето прашање, Злато? Здраво, јас се викам Елеонора, сакам да прашам дали доле на патиките има тркалци. Стварно, мене ме интересира дали имате вие оние патики стварно со тркалца, како ролшули, и дали имате оние патики со мотор што летаат. За жал немаме такви патики. Тие се обични патики, плюс е само тоа што дишат и што им се здрави ноџињата. Со нив не се вози, Не, улица, со нив не се лета, не се ама во стрипот ама во стрипот може. све се прави. Таму може да се вози, може да се лета, сите чуда се случуваат во стриповите само. Нормално. Така, инаку овдека Геокс се грижи да имаме значи патичиња кои што ќе ни го чуваат ноќето и ќе ни го чуваат нашето здравје. Супер. Следно прашање ќе постави некој или ги потрошивме прашањата? Ела кукле. Кој беше твоето прашање? Здраво, сум Магдалена и сакам да прашам што значи името Геокс. Стварно, дали се знае што значи името Геокс? Да, името Геокс потикна од грчкиот збор гео, што значи земја, и иксот, што значи технологија. Значи, Геокс е технолошки пронадок кој иде на земја. Кој оди на земја? Супер, значи просто и едноставно. Кој волку дига рака овде? Барбара втор пат. Повели, твоето прашање, Барбара, кој е? Јас сум Барбара Поповиќ и сакам да прашам дали се продаваат овде врвки за кондори. Стварно бе, какво прекрасно прашање, да пукнеме, браво, бе, ја мислев да го прашам, ама ти ми го кажа пред ја. Се продаваат ли врвки за кондори, кажа? Не, Овдека нема? немаме врвки за кондори. Значи, овде има само кондори и сето она што треба со нив. Овие врвки не се кинат кои што вие ги имате? Не, Така да не се ни продаваат резервни. така. Супер. Следно прашање да видам. Кој има прашање? Оваа женска па след Барбара па Елеонора, па Барбара па Елеонора. Значи сега е редот на Елеонора да пукне. Кој е твоето прашање, Злато? Здраво, јас сум Елеонора. Дали има прашак да се изчистат убаво чизмите? Има ли таков прашак за чистење на чевлите и како треба да се одржуваат чевличките? Нормално чевличките се одржуваат со боите за чистење, за да се освежи кожата само. Ништо посебно друго. Значи, оние кои што се кожни имаат специјална боја? Да, оние кои што се кожни се чистат со бојата што треба да ги освежи само. А другите дека се водотпорни и текстилни, тие нема потреба. Нема, може да се перат во машина, например? Нормално. Нема да се распаднат во машина, па само ѓонот да не излезе? Не. Ме интересира, спомнавме некои вентијаги дека има кај вас. Овие ли се тие јакни кои што ги гледаме позади? Ајде, драги гледачи, сега по нас да ги видиме вентијагите. Овде да видиме за какви јакни станува збор. Еве една од јакните. Што јакна е оваа да видиме? Да, исто како што има за деца чевличиња, за мама и за тато, има исто така јакнички за дечиња и за мама и за тато. Овие се значи тие јакнички леле, стварно морам да дам забелешка дека се страшно квалитетно направени, дека многу убаво изгледаат и дека материјалот вистински има прекрасен. Штета што мене не може да ме собере во една ваква, инаку вентијагите изгледаат прва лига, драги гледачи, кој не видел волку убава вентијага, нека дојде овдека да ја види во Геокс. Стварно јас изненадив и не можев да верувам дека вашата фирма има и ваков производ. Значи, кои големини ги имаме сите? Значи, големини има скоро за сите возрасти. Има
за помалата возраст од 6 до 14, а за постарите има. Женските се од 42 до 48, а машките се од 48 па до 56. Бре, Мишо, све си научил и тоа на памет, знаеш, браво, збере, секоја чест. Не, на памет мора да го знаеме тоа, ако тој некој уштерија, мора да го слушаме и да го знаеме. Мора да се знае кој број, каде, за кого и за како и за што е. Бодан, еве го сега крева овде два прста. Бодан, кој е твоето прашање, Злато? Здраво, јас сум Бодан Димишковски и јас сакам да прашам од кои материјали се прават јакните. Стварно, какви материјали се користат за изработка на овие јакни? Претежно се користи полиестер за правење на јакните и нормално сега дека е зимски период се става натре пердувчиња, за да бидат нормално подебели и да ни биде потопло. Еве, значи кажавме од каков материјал се произведуваат овие вентијаги и освен што се толку квалитетни и толку топли, имаат ли некои други особини овие вентијаги овде како што се продаваат во Геок? Исто како и чевличињата што дишат, исто и јакните дишат. Ова е третиот патент на Geox брендот кој што исто така диша. А, тоа значи немаат патент само за чевли, него имаат патенти за јакни. Да. Да го покажеме, да може да видите гледачите. Значи, еве го, почитувани гледачи, горниот дел на вентијагата, значи во овој дел се наоѓаат тие исто микропори. Па да, тука се наоѓаат порите, затоа што топлиот воздух оди горе, така? Затоа тие се стават на тој дел од јагната. А, еве, значи, видовме, значи, како ова вентијага функционира по најновиот ултрамодерен систем за дишење. Нормално. Така, све диши, па дишат и вентијагите, дишат и чевличките на Geox. Сега ќе направиме една мала пауза, по тоа се враќаме со модна ревија, може ли така? Може. Ајде да видиме на кој и како му стојат чевличките на Geox. 3-4. Ама убави кондури, или кондури или не се кондури, бе, што се Бодан? Патики. Патики, од кај ти се овие, бе, Бодан? Од Geox. Од Geox, бе, да пукне, браво, бе. Како можеше волку убави да ти се погодат тебе овие патики, ама чекај ги видам. Овие за женски бркање се или не се? Не. За пориба се овие, а? Не. Како, за што се? За шетање. За шетање, бе, мене за пориба ми личат овие. Камо ти сега трска да ти дајем една трска? Ти како ловиш риби? Со мрежа. Кај ти е мрежата, бе, дај да видиме? Абе, дај извадиме мрежата да ја видиме, драги гледачи, еве го рибарот наш, овдека со мрежа, стварно, ова е мрежа за крупна риба. Зимај сега овдека, одма да ја видам ја Марија. Марија, бе, дојди вамо, бе, да пукне Марија, бе. Како си, бе, Марија, добра? Добра. Заврти се да те видат гледачите, а од кај ти се овие патики, бе? Од тука. Овие се најнов модел? Да. Чекај да видам колку убаво ти стојат. Ау, ти сакаш да носиш патики? Да. Ептен, убаво се чувствуваш во патики? Да. Ти што сакаш повеќе, кондури или патики? Патики. Еве сега еве едни прекрасни патики за тебе, браво Марија, и видовме дека си и ти убава девојка и патиките убаво ти стојат. Фала многу. Елеонора, дојди вамо Елеонорче. Како си бе Злато, добра? Добра. И што е сега ова тебе што ти го облекоа тука? Чизми. Чизми, вака изгледаат чизми, леле, колку убави чизми. Па овие се ем чизми, ем со шари, ем со врвки. Ти вакви чизми си носела некогаш? Да. Ти сакаш да носиш чизми? Да. Ти кога можеш да бираш меѓу папучи, штикли и чизми, што би одбрал? Чизми. Чизми, браво, зве, колку убаво. Фала ти многу, видовме дека се супер. А штикли овде нема? Нема за Во мали. Geox, значи штикли нема за мали? За мали нема. А за големи? Нормално дека. Има за големи штикли. Супер, ајде да видиме понатаму што се случува овдека. Исидора, што се овие, бе? Кондри. Какви кондури се овие, бе? Чекај, овие се кондури или чизми, а, Мишо? Ова се чизмички. Ова се чизмички, значи може и како кондурчиња да се носат ако се на панталончиња, Нормално. да се покријат, ама повеќе се Повеќе се чизмички. Повеќе се чизми. Браво, збе, Исидора, сега ти вака најчесто во есен и во зима што носиш? Чизми. Чизми, еве едни чизми. Овие ти се допаѓаат вакви чизми? Да. И вакви би носела? Да. Кај би одела сега ти со овие чизми? Се тргаш овде од Geox, излагаш и одиш каде право? Негде во град. Во град, со друштво, така, со другарки. Да. Така, па супер се чизми, гледаш какви убави чизми, вие се само за шетање и само за фалење. Браво Исидора, супер. Шо е ова, бе? Абе, какво чудо е ова? Абе, ова се патики, чизми, кондури или што се? Патики. Абе, од кај ти се? Од Geox. Абе, многу се убави, чекај да видам, абе, каква боја ти се овие патики, бе?
сребрен. Абе, многу ми се допаѓаат вакви што се свемирски, чекај ги видиме, леле колку се модерни. Ова овде мишо со светки се? Да, со светки. Со светки, значи, а другата страна и другата има, значи немало само десната и на левата. И на. Кога ставате светки, ставате и на двете, и на едната, и на другата. Браво сме, Барбара, многу убаво ти стојат. Супер ти се, ама ти одговараат и со ова, што си го носиш сега тука гледаш, во комплет ти се. Ова е, значи, драги гледачи, вистинска патика за сценски настап. Супер. А оваа женска овде што се презива Бранџолица, а се вика Бојана. Бојана, ќе ја прашам како е. Добра си ти, Бојана? Да. Ти имаш многу модерна фризура. Овде, од кај ти е фризурава се? Од баба. Баба, значи, прави модерни фризури, кој ќе пуштам ја долга коса, ќе ме запознаеш ти со баба, мене да ми ја сплета вака. Договорено? Договорено. Договорено. Кажи ми сега, што облече ти? Патики. Овие се неверојатно убави патики. Од кај ти се тебе се овие патики? Од дома ти се или? Од овде. А од Геок, значи ти ги дадо и тебе. Ајде да ги видиме вака убаво, прошетај малце да видиме со патикиве како се оди. Леле, шубаво се оди. Ау, каде би отишла ти сега со овие патичиња, на пример, од овде кај Бојана? Во парк. Ова се патики за парк, драги гледачи, значи со вакви патики се шета, значи во парк, а може у школа да се оди. Да. По кафич може да се оди. Може. Значи сегде може да се оди, овие се патики за сегде. Со сегде. Браво, супер, и за секој ден, и за сегде. Ангела и Магдалена, еве ги двете близначки во различни обувки. Какви обувки имате сега вие? Магдалена, што носиш ти? Ја имам чизми виолета. Овие се чизми виолетови, чекај ги видиме малце вака од поблиску, заврти се од позади да ги видам какви се. Леле, што се убави, абе многу модерни, абе ептени ти одговараат на панталоните. Видиш виолетови чизми, па со срциња овде. Имаат, па овде има едно така како навртено, вака некој многу украси има бе нова кондурија? Мора за девојчињата. Значи да бидат украси. Да, украси срциња. Срциња. А на Ангела да ги видам јас чевличките какви се, Ангела? Покажи ги вака да ги завртиме од другата страна. Леле, овие што си? Овие се чизмички? Патики се. Овие се патики. Крени малце да видиме сега како стојат вака на нога. Леле, што ми се свија. А и одат и на зелена чорапа. Покажи чорапата убава да се. Леле, браво бе. Браво. Многу ми се допаѓаат. Овие за кај се сега, на пример? Со овие кај би можело да се оди, Мишо? Па овие, како и за школа, така и за во град. Може и за во град. А овие чизми за каде се, на пример, вака? Чизмите тие се за на планина најубаво, за на снег. Па на скијање сега кој ќе треба зимава, се оди каде со овие? Маврова или шапка? У Крушево. Крушево, леле, шубаво, браво, Скотал Монтана, тамо поздрав до Крушевчани. Петка, одлично, фала ви многу на двете. Гледаме една женска тука и уште една женска. Ајде вие двете дојдете вамо да покажеме кај вас што е интересното, што овдека Ева и Аполонија имаат потполно исти, ултра модерни, бели. Што се овие, Аполонија? Чизми. Ај вака прошетете малце, едно крупче направете, ајде да видам. Опа, полека, внимателно. Леле. И кај пишува сега Геокс на нив да видиме да прочитаме? Па пишува напред. А да видам од позади какви се. Од позади. Интересно е што се овдека на лепенка. Еве може да видат и гледачите. И едната и другата чизма што ги носат и Аполонија и Ева се на лепенка. Што значи дека со лепенка многу брзо може да ги облечеме, многу брзо може да ги соблечеме, така? И чизми вели дишат. Да. Значи нема обувка на Геокша не дишат? Нема. Супер. Дали ги видовме чевличките на сите? Да, не. Јана не ја видов. Јана, бре, какво чудо е ова, бе, да пукне. Абе, Јана, од кај ти се овие? Значи, драги гледачи, ваква патика ја не сум видел никогаш, никаде до сега. Абе, врвкиве твои се или од тука ти ги дадам? Од тука ми ги дада. У комплет со патиките се или посебно ти ги најде од негде? Комплет со патиките. Многу се убави, многу убаво ти одговараат. Мишо, какви патики се овие? Тоа се многу модерни стартки, високи, кои оваа сезона се... Значи хит, овие можат да се носат и во зима или треба да чекаме лето да дојде па да ги носиме? Не, нормално не може овие да се носат ептен на снег, но есен, пролет. Така, и ако одиме со кола некаде, па од дома, па одиме негде кај што е пак суво и нормално, а не е на планина, например, може да ги носиме и овие. Леле, супер. Ти се допаѓаат овие? Да. Сакаш едни вакви да ти спакуваме? Да. Браво, леле, а може едни вакви за мене? Да. Леле, колку ми се свијат. Одлично, супер, добро, фала многу. Одиме понатака. Кај си, Јана, бе? Добра си, злато? Да. Шо преш, бе? Добра. Јана, од кај ти се патики, бе? Од Геок. Абе, од Геок, леле, колку се убави. Нови ти се?
Нови, како сите сега оде дојавме да си земеме нови патики и кондури и чизми. И ти што ти се падна тебе? Патики. Патики, какви се патикиве со? Со лепенки. Ајде да видиме, да одлепиме, да залепиме, да функционира, чекај, одлепи, функционира, залепи, функционира горното, долното одлепи, залепи, функционира. Ај, какви патики ти дале, значи, чудо од патики, браво. Многу ми се допаѓаат и овие. И вакви патики имате црвени со лепенки? Да. Па не кажа бе Мишо Преска, правиме муабет, ја мислев ти кажа се пати, не си кажал за овие. Значи овде има чуда, овде нема што нема, овде секој ќе се најде себе си. Нормално, овде има за секој вкус и за секоја возраст. Супер. Ајде сега да видиме мајките наши, ќе ги облакаме во оваа или во следната емисија. Како сакате, ако сакате ова или во следната. Ај мајките ќе ги оставиме за друг пат, драги гледачи, сега ќе ги обликуваме само дечињата. По прилика видовме значи како им стојат чевличките на Geox и видовме дека станува збор за екстра модерни и многу квалитетни чевлички. Ќе направиме една мала пауза, потоа одиме со одјава, важи? Нема. Доста се дружевме денес, нели? Така е. Кажавме од прилика се што требаше да се каже и видовме дека Geox е една од најсериозните фирми кои што носат најдобри чевлички на овој пазар и тоа директно од Италија, така? Така е, директно од Италија. Пауза, драги гледачи. Дојде и крајот на нашата емисија. Најтежок дел е кога треба да се разделиме од оние со кои што убаво си поминуваме. Фала ти, Мишо, што не примивте вака топло и срдечно. Како поминавте вие со нас? Фали на вас. Супер беше. Мислам дека дечињата убаво се забавува и дека ги осетија чевличињата колку се удобни и се надевам дека ќе дојдат и пак ќе не посетат. Апсолутно. Дечиња, дали ви се допадна овде? Да. А ви се допадна ли во Окаиди? И сега по традиција денес као што ни трна од Сабајле, си добивме поклон во Окаиди и сега си добивме подарок и овде. Кај се подароците, да ги видам, кренете ги горе. И да кажеме колку ја сакаме нашата фирма која што е спонзор во Супер Звезда, а тоа е Fashion Group. Колку ја сакаме? Многу. Колку не слуша? Аплауз, значи, за Fashion Group, за Окаиди и за Geox, кои што ни направија пречек како никој што не ни направил никогаш до сега. Фала ви, Мишо, уште еднашка за све, да сте живи и здрави и ќе се видиме во некоја следна прилика. Фала многу што бевте гости, поздрав и до гледање. Се гледаме, фала ви, пријатно. Чао, чао, да имавнеме нашите гледачи. Чао, чао, пријатно и до гледање. Чао.